Најави за денешните настани. 3 охридски основни училишта ќе станат целосно енергетски ефикасни. Општина Дебарца ги повикува граѓаните и граѓанските организации да земат активно учество во креирањето на општинскиот буџет за 2025 година. Потребна е национална стратегија за справување со пожарите. Општина Вевчани се приклучува на кампањата Општина на дланка. Биди подготвен за безбедно патување во зима. Превентивна активност на СВР Охрид. За најавените содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме облачно време со врнежи од дожд и повремени сончеви периоди. Ветровито и студено време со максимални 7 степени Целзиусови. Во сабота на Централна и Источна Европа ќе се наоѓа центар на поле на висок воздушен притисок, кој што во најголем дел од Европа ќе услови стабилно и релативно топло време со зголемена облачност. Во северозападна и северна Европа нестабилно време со врнежи од дожд, а во Скандинавија ветровито време со врнежи од снег. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево, ветровито и студено време со појава на локална облачност. Во крајните јужни предели нестабилно време со врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе достигнат до 6, односно до 15 степени. Во Македонија во сабота студено утро со појава на умерен мраз. Во текот на денот ќе превладува ветровито и свежо време со појава на локална облачност. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер со брзина до 30 км на час. Минималните температури ќе се очекуваат во интервал од -6 до 4 степени кон крајот на денот, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 3, односно до 12 степени. Во Охрид во сабота ќе преовладува ветровито и студено време со појава на локална облачност и повремени сончеви периоди. Ќе дува засилен североисточен ветер. Минималната температура од 2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 9 степени. Во Охрид во недела и понеделник по студеното утро со утринска температура од -1, односно 1 степен, во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и дневна температура до 10, односно до 11 степени. Во вторник умерено облачно време со сончеви периоди и максимална дневна температура до 8 степени Целзиусови. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени.
Вкусните печива од на Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. 3 охридски основни училишта ќе станат целосно енергетски ефикасни до 2026 година. Проектите ќе се реализираат со средства од кредит од Светска банка и од буџетот на општина Охрид во вкупна вредност од 1,3 милиони евра. Советниците на последната седница дадоа зелено светло за задолжување за оваа намена. Основните училишта Христо Узунов, Братство и Единство Лескајца и Свети Климент Охридски ќе станат целосно енергетски ефикасни. За реализирање на проектите во овие 3 училишта, општината ќе се задолжи со долгорочен кредит во износ од 600.000 евра од Светска банка, за што дозвола даде Градскиот совет на последната седница. Дел од советниците од опозицијата против тоа вакви проекти да се реализираат по пат на задолжување. Не сум поборник за задолжувања, мислам дека пред 7-8 месеци имаше пресконференција на која што беше кажано дека општината се раздолжи, дека со полна парија се работи напред, дека буџетот се остварува, дека 85% е до овај момент остварен и плюс дека 17 и нешто со септември проценти беше остварен, владата даде спрема законот дополнителни 10% да се зголеми буџетот што ние го правиме тоа, така што не знам са точно колку ќе испадне буџетот, меѓутоа мислам дека можевме овие работи да ги направиме и со буџетски пари, може не толку брзо, малку подоцна, меѓутоа не ќе имаме задолжување. Советничката од Левица Виолета Аврамовска смета дека општината место да се задолжува, подобро би било со овие проекти за енергетска ефикасност да аплицира на повикот на владата, која им стави на општините на располагање 250 милиони евра за инфраструктурни проекти. Советничката упати критика до локалната власт дека од 10 проекти со кои аплицираше на првиот повик, само за 3 може да се каже дека се капитални. Другите инвестиции се реконструкции на улици. Сметам дека реконструкција на улица не е капитална инвестиција, туку тековни обврски на општината Охрид кон единствениот инвеститор во општина Охрид, а тоа се граѓаните на општина Охрид за подобрување на условите на нивното живење. Освен тоа имате најавено за следната година дека владата повторно ќе оддели средства за капитални инвестиции за општините, па сметам дека можно е да се аплицира за овој проект за енергетска ефикасност од следната година, значи од средствата кои што владата ќе ги одобри за општините. Значи, мојот став е да го избегнеме, да најдеме начин и да го избегнеме задолжувањето, затоа што ова задолжување, овој кредит долгорочен, не е задолжување на општина Охрид како институција, туку всушност задолжување на охриѓани како граѓани. Проектите за енергетска ефикасност на трите училишта се изработени. Тие опфаќаат топлинска изолација на надворешни ѕидови и кров на училишните згради и физкултурните сали, мерки за модернизирање на осветлувањето, односно замена на постојното со LED светилки и рефлектори, замена на алуминиумски дрвени прозори и врати со ПВЦ дограма, поставување на нов систем за грејење со топлински пумпи и друго. После ова одлука на Совет оди подпишување на договорот и може да започне постапка за тендерирање на сите овие
3 училишта и нивна реализација во текот на 2025 и евентуално 2026 година. Трите училишта ќе бидат комплетно завршени се она што значи во делот на енергетска ефикасност, значи 600.000 евра се задолжување, заклучно за 2031 година би требало да заврши исплатата на кредитот, додека 150.000 евра се грант од Светска банка. Проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор е започнат во 2022 година. Вкупната вредност на инвестицијата во трите охридски училишта изнесува 1.370.000 евра, од кој износ скоро половина е учество на општина Охрид од сопствени средства. Општина Дебарца го започнува процесот на креирање на новиот буџет за 2025 година. Ги повикува граѓаните и граѓанските организации да земат активно учество со своји предлози и сугестии. Општина Дебарца го започнува процесот на креирање на новиот буџет за 2025 година. Од општината велат дека партиципативното буџетирање и вклучувањето на граѓаните и граѓанските организации при креирање на буџетот е нивен приоритет. Затоа ги повикуваат со пополнување на формуларот објавен на официјалната веб страница на општината да се вклучат со своји идеи, предлози и сугестии. Посочете ги клучните проблеми и предлози за вашата месна заедница, со цел локалната самоуправа да добие појасна представа за потребите на граѓаните во сите месни заедници, велат од општина Дебарца. Во рамки на процесот ќе биде одржан и отворен ден на 25 ноември, понеделник, со почеток во 10 часот во салата на Советот на општина Дебарца, каде се поканети сите граѓани на општината да дадат своји предлози, идеи, мислења кои ќе бидат земени во предвид при креирање на буџетските програми и буџетот за 2025 година. За поефикасно справување со пожарите потребна е национална стратегија, координирано и здружено делување од страна на надлежните институции. Националниот парк Галичица ги јакне капацитетите за брзо и ефикасно справување со пожарите. Се обновува амортизираната опрема на ренџерите и возниот парк. Потребна е национална стратегија за справување со пожарите. Големиот број катастрофални пожари кои зафатија земјава пред неколку месеци уште еднаш покажаа дека итно е потребно координирано и здружено делување од страна на надлежните институции. Потребно е и меѓудржавно зајакнување и на соработката со Албанија за поголема заштита на Националниот парк Галичица. Морам да кажам дека господин Бојан Михајловски од Министерството за земјоделие со неговите соработници поддржани од швајцарската амбасада веќе 6 работилница на која сум постојано поканет во изминативе 2 години изработуваат готов предмет кој се ставени сите превентивни мерки ќе биде доставен до владата како оснивач на сите јавни предпријатија кои ги стопанисуваат шумите и на нејзе да ги спроведе тие мерки. Без тоа ние бадила ќе зборуваме 1000 авиони да имаме, ништо не ни помага ако немаме долу ресурси, превентивни мерки, предпресија и супресија. Националниот парк Галичица ги јакне капацитетите за брзо и ефикасно справување со пожарите. Се обновува амортизираната опрема на ренџерите и возниот парк. За среќа имаме собствен буџет каде можеме да си креираме буџет за лично опремување на сите ренџери, вклучително на возниот парк, контактот со местното население кое го пофалувам како најзначаен сегмент во нашата соработка. Луѓето во галичките села се одлични, имаат многу висока свест за чување на паркот, без нив ништо не би правеле. Значи, имаме и тимови, дежурства во летниот период, јули-август нема одмори за ренџерите. За жал, со кадар многу е тешко, како ќе ги пензионираме, многу тешко остваруваме квалитетен кадар, за жал. Многу важен сегмент при справувањето со пожарите во една земја е волонтеризмот. Државата мора да дава поддршка за стимулирање на волонтерите, поддршка за обуки и опрема. Потребни се обучени професионални волонтери кои ќе може да одговорат на задачата. Општина Вевчани се приклучува на кампањата Општина на дланка и ги повикува граѓаните да се вклучат во креирање на транспарентна општина. Општина Вевчани се приклучува на кампањата Општина на дланка, информира градоначалникот на Општина Вевчани Спасе Кочовски. Оваа иницијатива има за цел да ја зголеми транспарентност и отчетноста на локалната самоуправа преку подобрена употреба на општинските веб страници.
Кампањата е подготвена од проектот на USAID за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите во соработка со Министерството за локална самоуправа. Целта на кампањата Општина на Дланка е да ги информира граѓаните и бизнисите за нивните права и обврски, како и да им обезбеди полесен пристап до општинските услуги. Во рамките на кампањата Општина Вевчани редовно ќе ги ажурира низините комуникацијски канали со нови информации кои ќе ги поттикнат граѓаните да учествуваат во процесите на одлучување и да бидат активно информирани за функционирањето на општината. Оттаму ги повикуваат граѓаните да се вклучат во креирање на транспарентна општина. Јавното предпријатие Охридски комуналец организираше акција за подигнување зелен отпад од урбана заедница Радојца Новичич. Оттаму информираат дека се подигнати енормни количини, 80 метри кубни отпад од уредување дворни површини, градени и земјоделски површини. Од јавното предпријатие Охридски комуналец потенцираат дека со акцијата продолжуваат и во наредната седница. Биди подготвен за безбедно патување во зима, превентивна активност на СВР Охрид. Од денес започнува законската обврска за задолжително носење зимска опрема во возилата, која ќе трае до 15 март идната година. СВР Охрид преку Одсекот за превенција денеска ја реализира превентивната сообраќајна кампања Биди подготвен за безбедно патување во зима. Полициски службеници на неколку локации низ Охрид во непосредна комуникација со возачите ги подсетуваа за потребата од почитување на законската обврска за задолжително носење зимска опрема во возилата, која започна од денеска и ќе трае до 15 март идната година, како и за потребата од строго придржување до останатите одредби од Законот за безбедност во сообраќајот на патиштата, поставената сообраќајна хоризонтална и вертикална сигнализација, посебно во зимски услови при замрзнати и влажни коловози, со акцент на придржување до пропишаната брзина на движење и прилагодување кон условите и состојбите на патот. На возачите им беа поделени едукативни материјали со практични совети за безбедно управување моторни возила во зимски услови. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Најмалку 10 лица загинале во пожар во дом за стари лица во близина на Сарагоса во Шпанија. Едно лице е повредено и е во критична состојба, додека неколку лица биле хоспитализирани главно поради вдишување чад. Во домот во моментот на несреќата имало 82 корисници, известуваат шпанските медиуми. Портпаролот на регионалната влада соопштил дека на пожарникарите им требале неколку часа да го изгаснат пожарот. Причината за пожарот се уште се истражува. Околу 4000 нелегални рудари се заробени во стар рудник за злато во Јужна Африка. Можностите за снабдување со храна и вода се прекинати откако полицијата ги затворила влезовите што се користат за транспорт на материјали во рудникот. Владата го прекинала синџирот на снабдување со цел да ги намами илегалците да излезат од рудникот, а потоа да ги уапси. Локалните спасувачки операции бараат начини да обезбедат основна помош и покрај тековните акции за спроведување на законот. Министерката во председателството Кумбуџо им рекла на новинарите дека владата нема да испрати помош за илегалните рудари, бидејќи тие се вклучени во криминални активности, иако треба ќе ги избркаат со чат од рудникот. Не отидоа таму за добро на државата, тоа се коси со официјалната политика против илегално ископување и нема да им помогнеме, рекла министерката. Лидерите на Европската Унија го повикале Бајден да ја зголеми помошта за Украина пред доаѓањето на Трамп во Белата куќа во јануари, пишува Блумберг повикувајќи се на извори. Агенцијата напоменува дека Трамп, кој ќе стапи на должност на 20 јануари, рекол дека ќе се залага за постигнување договор помеѓу Москва и Киев што е можно поскоро, што предизвика загриженост во Европа дека таквиот договор ќе биде неповолен за Украина и дека можеби ќе ги консолидира придобивките направени од Русија од почетокот на конфликтот. Европските официјални лица наводно побарале од САД да ја обезбедат на Украина повеќе оружје и артилерија, да наметнат дополнителни санкции на клучните текови на руските приходи и да ја насочат способноста на Москва да се здобие со забранети технологии кои се користат во производството на оружје, тврделе извори запознаени со ова прашање. Иако на Бајден му останува уште малку време да ги исполни барањата, САД веќе работат на усвојување на нови санкции против руската нафтена флота и Северна Кореја, кои испрати војници да ја помогнат на Москва до крајот на ноември.
Со цел да се намали сообраќајниот метеж, Њујорк воведува такса од $9 за возење на Манхетан почнувајќи од јануари. Њујорк брза да ја воведе таксата пред Трамп да ја преземе функцијата, бидејќи Трамп вчера изјавил дека воопшто не се согласува со одлуката за воведување на ваква такса, која ќе го стави Њујорк во неповолна положба во однос на конкурентските градови и држави, а бизнисите ќе бегаат. Ова е прва од ваков вид такса во Соединетите Американски држави. Воведувањето на оваа такса може да го намали сообраќајниот метеж за 17%, да го подобри квалитетот на воздухот и да го зголеми користењето на јавниот превоз од 1 до 2%. Лондон воведе слична такса во 2003 година. Го завршуваме првото дневник издание на ТВМ. Ви благодарам за вниманието с кое не се ревте. Пријатно.